Od 200 do 1000 денари се наплаќале незаконски во ординации на гинеколози во регионот. Засега истражувањата покажале дека за гинеколошки преглед кој според законот е бесплатен, пари редовно се земале во Виница. Бастионот на незаконска наплата на гинеколошки прегледи овде никако да падне, како што тоа е случај со некои други општини во регионот. Имаме намалување на наплата на незаконската наплата на гинеколошките прегледи. Во Делчево 100% имаме 100% позитивен тренд на намалување на незаконската наплата, додека во Виница се уште постои незаконска наплата на тоа го покажуваат нашите анализи и истражувања. Наплатата на гинеколошките прегледи и следењето на бременоста од страна на гинеколозите никој не сака да го коментира јавно. Дел од гинеколозите кои телевизија Стар ги консултираше тврдат дека не се наплаќа прегледот, туку материјалот кој се троши. Се жалат на малиот капитационен бод кој изнесува 55 денари за пациент, со кој не можеле да ги покријат трошоците за ординациите. Проблемот не е непознат ниту за одделот за контрола во Фондот за здравство, но оттаму велат дека можат да сторат нешто само доколку пациентката писмено го пријави лекарот кај нив. За да може фондот да влезе во ординација и да направи контрола дали прегледот е наплатен незаконски, треба да има писмена пријава од пациентката. Пожелно е таа да не биде анонимна, зашто тогаш и контролорите имаат факти. Но реакцијата е да од непознат пациент контролорите одат на терен, иако е многу тешко да се докаже дека им е наплатена услугата, бидејќи обично не им се издава фискална сметка, или ако се издаде, нема зашто точно да се однесува. Објаснуваат од фондот. Инаку голем број на општини се соочуваат со недостиг на гинеколози, некаде нема ниту еден, а некаде има само еден гинеколог, што е дополнителна причина пациентките да си ги платат услугите и да си молчат.